Вин-вин решението на Венко Филипче за црвените линии за бугарската тема, што помпезно го најавува повеќе од еден месец, може да ги ослабне позициите на Македонија и да стави нови сопки на евроинтеграцијскиот пат. Покрај ова, друг проблем е што за резолуцијата потребен е сопраниски консензус и поддршка од сите политички партии, а СДСМ и ВМРО ДПМН имаат спротивставени ставови. Лидерот на СДСМ Филипче е спремен по секоја цена да ги направи уставните измени, додека ВМРО ДПМН бара гаранции дека ќе ги отпочнеме преговорите со ЕУ без ниту една друга сопка. Дел од политичките аналитичари сметаат дека најбитно од се да се зацементираат црвените линии во собрание со потпис и согласност на сите партии, а некако СДСМ се замислува. Ја гласаат сите и има поддршка од 100, 105, 110, 120 пратеници. А доколку вие како иницијатива со 15 пратеника едноставно ја ставате на собраниска расправа и дозволувате тука да се води битка, а не е испреговарана претходно, само ги ослабнувате позициите на државата. Јасно е како ден дека Бугарија нема да го смени наративот ниту политиката за Македонија и билатералниот спор, а опозицијата наместо да се става ниста линија со источниот сосед и да бара нови црвени линии, да се држи до резолуцијата за која пратениците на СДСМ гласаа во 2021. Тоа е резолуцијата што тогаш како опозиција ја поднесе ВМРО ДПМН, во која прецизно се оцртуваат национални и државни позиции во однос на македонскиот јазик, историја и идентитет. Колумнистот и политичкиот аналитичар Бранко Геровски во однос на бугарското писмо на тамошниот министар за надворешни, кој е наликува на наративот на социјалдемократите, оценува дека лидерот на СДСМ треба да ги почитува постоечките црвени линии, дефинирани уште пред 4 години, а не да бара нови. СДСМ, Венко Филипче и сите политички партии да се држат цврсто до една декларација усвоена во македонскиот парламент, практично со консензус пред 5 години, во која е утврдена позицијата на Македонија во спорот со Бугарија. СДСМ гласал за таа резолуција, гласали и други. Мислам дека тука се црвените линии што се јасно пишани. Тоа е македонскиот идентитет, македонскиот јазик и тука нема да има отстапки. Венко Филипче повика на политичко единство во собранието за ова прашање, иако знае дека ниту владата, ниту граѓаните се за внесување на бугарите во уставот под бугарски диктат. Претходно се залагаше да се направат уставни измени и да се отпочнат преговорите, но нема одговор што ако Македонија попушти и Бадијала ги внесе бугарите во уставот, а се соочи со нови услови и сопки. За сега Филипче нема откриено што ќе биде новиот предлог за решавање на спорот со Бугарија. Тој на почетокот на наредната недела најави презентација на содржината на резолуцијата.